Јас ќе го искористам правото да поставам дополнително прашање со оглед на тоа дека прашањето го поставив на 30 јули оваа година, а се однесува на трагедијата во која трагично ги загубија своите животи двајца млади планинари на Кајмакчалан. Јавниот обвинител ми достави одговор во кој се наведени таксативно преку месеци постапките кои ги спроведувало основното јавно обвинителство, без се разбира да не влегува во содржината. Ако може само председателя малку. Благодарам. Со оглед на тоа дека е сензитивна и емотивна тема, особено за семејствата, би замолила да има некаков ред. Благодарам. Таксативно се набројани дел од активностите кои ги спровело основното јавно обвинителство. Во нив јасно се гледа, почитуван јавен обвинител, дека има дискрепанца во одреден број на рокови, односно на месеци во кои што основното јавно обвинителство подносно оваа истрага постапувало. И брзината на истрагата е веројатно нешто што најмногу ја револтира јавноста и семејствата на двајцата трагично загинати планинари. Дополнително, како најсериозен навод, го наведувате во одговорот тоа дека треба да се обезбедат одреден број докази од страна на Република Грција, со оглед на тоа дека има две држави во целата оваа истрага. Јас би поставила дополнително прашање со оглед на тоа дека помина одреден период, до каде е истрагата сега, бидејќи сметам дека е општествено одговорно за сите нас, најмногу за семејствата, и прашувам воедно и од име на семејствата на двајцата загинати, да има правда и да се дознае што точно довело до таков трагичен настан, во кој што двајца млади луѓе несрекно ги загубија животите. Би ценела доколку ми дадете одговор и доколку има напредок во истрагата, исто како што би ценела доколку брзината на спроведувањето на истрагите со цел да се дознае вистината и што точно се случило и дали и кои се виновниците за трагичниот настан, биде наскоро обелоденета од страна на основното јавно обвинителство и пратена на понатамошна процедура, бидејќи семејствата го заслужуваат тоа. Ви благодарам. Процеси што ги бара пратеникот во делот на постапката за несреќниот случај, обвинителството, откако ќе ги провери сите овие наводи, ќе достави писмено известување.